Здраво, ова е 94-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. А денешниот репертоар е Parasite на Јунг Хо Бонг, во кој станува збор за сиромашна фамилија на невработени измамници кои таргетираат богато семејство, вметнувајќи се како негови помошници на најразлични рамништа, за да се гледаат дека не се тие единствените искористувачи на благодетите на богатите. Филмот на прва топка тематски наликува на шоплифтерс на Корееда, приложувајќи критика на класниот поредок и јадежот кој го предизвикува нееднаквоста во хиерархијата на фамилијата Парк на Ридот во нивниот луксузен дом и поплавената фамилија во подножието на градот, прави дисекција на две фамилии од различни сталежи и го задржува ведриот дух во соголувањето на нивната човечка фаличност, без разлика дали станува збор за фамилијата која не наоѓа време за себе, а ги има потребните модерни животни погодности, или таа која што се држи цврсто меѓу себе иако нема ресурси за тоа. Во компарацијата на овие две фамилии мора да се напомене дека и двете се составен дел од едно општество во кое што нема бивалентен баланс помеѓу екстремно богатите и сиромашните, што раѓа судир на убедување во оваа трагикомична фарса за паразитирањето на домот на богатите со помош на лажни препораки и фотошопирани факултетски дипломи, преку кои сиромашните се инфилтрираат во домот на богатите кои наивно ги прифаќаат нивните квалификувани способности по препорака, за да има возможност дополнително подобрување на сопствениот животен статус. Во филмот е изоставен прототипот на негативец, затоа што сите ликови аспирираат кон туѓото богатство, како излез од бедата во која што се затекнати, а впрочем и самите богаташи на некој начин паразитирале од општеството кое им припаѓа на сите, сметајќи дека секој е правичен во своите побуди во потрага по благодетот кој што го заслужува. Отвореното прашање е дали се фини богатите затоа што се богати или се богати затоа што се фини. За разлика од нив, сиромашните го слават реконектирањето на нивните телефони на слободното Wi-Fi, кои се представуваат како шофер, куќна помошничка, тутор по англиски и подучувачка по ликовна уметност. За пофалба е енормната контрола која има режисерот врз напишаното сценарио. Ретка вештина представува умешноста во ракувањето со неколкуте пресврти од различна проминиенција во миговите кога одредена драматуршка поставеност се исцрпува, станува потрошна роба и неусетно ги менува брзините помеѓу комичните ситуации при зависноста од технологијата и наивноста на богаташите, до вметнување на тензичните хичкоковски сцени, кои се кријат на дното на филмот, за на крај да резултира во еден крвав хорор епилог, во населен манир на браќата Джоел и Итан Коен. Доколку не се избалансирани овие жанровски трансформации, самите прелевања може да доведат до стадиум на карикатуралност и неможно сериозно да се свати самата премиса, што не е случај со сатиричната и ангажирана драма во Паразит. Заканата од запаѓање на филмот во банализација при времетрајање од 130 минути е постојачка, но режисерот ги избегнува замките со постојани пермутации и не дозволува неговиот филм да биде само компилација од неспојливи идеи или пак развлекување на една и единствена идејна концепција до самиот епилог, што не представува аномалија на филмот. Бонг Јун Хо е веќе значаен постамент на новиот корејски бран, достоен конкурент на Парк Чан Вук, Ким Ки Дук, Ким Јаe Вун, Ли Чанг Донг, кои со своите култни жанровски остварувања Memories of Murder, The Host, Mother, Snowpiercer и Окжа го заслужи местото до великаните, а со Parasite само ја потврди таа констатација, создавајќи творби кои предимчат со радикални визуелни решенија врз подлога од интригантни сценарија, кои вршат вивисекција врз заболени делови од двојбата на корејското општество. Без разлика дали е во прашање
инвазија на системот од страна на монструми или пак искористување на идилата на богатите од страна на сиромашните, потребно е да се однесат работите до својата екстрема и да биде пренесена потребната жртва. Во Кореја во 2000-тите години настана промена кај што се зголеми гледаноста и продукцијата на домашните филмови, кои најдобро ги рефлектираат екстремите на корејското општество, куриозитети кои ги потенцира режисерот Бонг Јун-хо преку прецизна и воодушевувачка фотографија и екстремното насилство кое во одредени инстанци се граничи со бранот на францускиот екстремизам. Младиот кинематографер виртуоз Кјунг Пио Хонг, кој е способен за многу повеќе од тоа што го прикажа во филмот, имајќи предвид дека ја работеше фотографијата на Burning, The Wailing, Snowpiercer, Love Exposure, впрегнат да ги вметне своите вештини во 5 нови филмски проекти оваа година, успеа на најдобар можен начин да го илустрира јазот на финансиската нееднаквост помеѓу сиромашните фамилии кои живеат во подрумите и екстремно богатите кои живеат во огромни луксузни куќи, исполнувајќи го кадарот со илјадници жртви на поплавите, но исто така и да ја прикаже алиенацијата на човекот насреде гигантниот луксузен дом. Доека ги правам белешките за мојот осврт, ја слушам музиката на филмот на Јунг Је Ил, која што во чекор ги следи жанровските застранувања и прелевања и за потребите на истите знае да биде и меланхолична, и игрива, барокна и мрачна. Филмот стана лауреат на главната филмска награда Palme d'Or на Канскиот филмски фестивал, што многу ме радува затоа што најпрестижната награда треба да се додели на целовито дело, кое најпрво им функционира на рамниште на оригинално сценарио, а потоа сите останати елементи си доаѓаат на своето место, наместо да се потпира на испробана и изветреана рециклажа, бајата историска адаптација која не е во дослух со денешницата, пресоздава од минато доба, прикажувајќи ликови во идеализирани облици. Напротив, Parasite е жанровски филм и голем број на искомплексирани критичари ќе замерат за оваа награда, бидејќи имаат негаторски став и предрасуди кон жанровската кинематографија и не се способни да ги препознаат убавините на ова филмско дело, девалвирајќи ја неговата одлична градба, само врз основа на нивната недораснатост да ја восприемат филмската уметност надвор од нивното поимање. Хорор филмовите, научно-фантастичните, трилерите, вестерните, мюзиклите, акционите имаат подеднаква можност да бидат наградени, доколку под закрила на нивните тропи, налик тројански коњ, успеале да протнат една релевантна проблематика на површина со вешт социокритички потфат на кој што може да му подзавидат мувлосаните патетични мелодрами. По успехот во Кан, филмот беше прикажан на Карлови Вари, Локарно, Телјурајд, ќе игра и на Сан Себастијан и Фантастик Фест, како и во престижните Торонто и Њујорк, завршувајќи ја кампањата на Неон за овој потенцијален конкурент за Оскар во категоријата за интернационален филм, во обид да се истурка и за уште една дополнителна номинација во другите категории. Веќе заработи речиси $90 милиони од прикажувањето во светот, што говори за значењето на наградите и маркетингот кои стојат зад овој филм, кои го туркаат квалитетот до потенцијалните гледачи. За мој вкус, 10 минути да беа иземени од време траењето, филмот ќе добиеше уште подобра преобразба меѓу жанровите, а сепак ќе задржаше суштината и забавниот карактер во интеракцијата на ликовите, меѓутоа тоа е моја лична преференција, без која што уживањето во филмот се уште ќе биде загарантирано. Parasite е филм кој вешто го балансира преминот во жанровите, при тоа приложувајќи ги екстремите на модерното корејско општество кои доведуваат до крвава конклузија, со план за подобра иднина, умешно диригирајќи ги емоциите кај гледачите на ова жанровско дело. Ако морам да го евалуирам, тогаш Parasite од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допаднат 94-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!